Добро утро и од мене и веднаш поја сакам Македонија. Започнуваме со новото издание на магазин. А денеска на моje големо задоволство ги пречекувам еминентните актери Благој Чоревски и Гоце Тодоровски заедно со полскиот режисер, реномираниот Гжегош Кемпински. Зборуваме за новата представа на театарот Отпишани, за премиерата на Животот е краток и нејасен, како и за подготовките за нивните улоги за останатиот дел од екипата, деталите во продолжение. Добро утро и добре дојдовте. Good morning and welcome, Гжегош. Добро, здраво. 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 Така што денеска и ќе преведуваме, нели, за да не разбере пошироката јавност, публиката. So this is your first play in Macedonia, although you have worked in other countries such as Poland, Czech Republic, Sweden, Croatia, and so. So how did you adapt here? I'm surprisingly well in Macedonia. It's my first time here ever, and I think it's a real El Dorado for the culture, the world culture and the European culture. So I'm doing perfectly well. Така е, тој кажа дека е пријатно изненаден и дека многу му се допаѓа тука во Македонија, иако е прв пат, бидејќи тој работел во други држави, како Хрватска, како Полска, како Чешка, Шведска, но ете сега е тука за прв пат во Македонија и навистина му е задоволство. А како се запознавте со режисерот? Како дојдовте во контакт и ете до оваа идеја да токму со него се соработува? Тоа нашиот директор Маријан Ангеловски на алтернативниот театар Отпишани, со Митричевски разговарале, преку Митричевски и така дојде. Ние не верувавме, искрено да кажем, зашто е големо име и сега ќе дојде со алтернативен театар, Отпишани со Гоце и со мене. Ама, еве го тука е и баш сме среќни. Сте со големи глумци, само личи и мене, и на нас и на него. Баш сме среќни дека е тука. Да, го спомнавме Маријан Ангеловски, тој ја напиша ова... Он воопшто ги пишува нашите текстови. Така, тој е сценарист за ова представа. Он е писател, он е одличен писател и баш сме среќни што го имаме тука, што можеме кога сакаме да поправиме, да исправиме. Да, како и за претходната, нели, за Среќен мртовец. Среќен мртовец. Исто така. How did you choose the actors for this play? And the other actors also, because they're also more in the play. I just wanted to work with the best in the country. It was so easy, and they were so nice to accept our invitation. So it was really easy to choose. And what about the other actors also? It's the same, I think. We have, I call him Marlon Brando, Maxim Trejkowski, and Maria Lazarova and Ivana Stamovska. And I think they are like the top actors in their generation. So we're having a real creme de la creme of Macedonia in our show. Also Yasmin is there? Yasmin, of course. Yasmin, of course. Yasmin Rahman. Рамани, така тој ги кажа и другите имиња на оние кои што ќе учествуваат и сакал да работи со крем де ла крем, како што кажа, односно најдобрите актери и така ги избрал, бидејќи со сите му оди соработката и му се допаѓа како со нив работи и како сето тоа ќе тече. Може ли да ни откриете нешто и околу тематиката и вашите улоги во представата? Началникот нека. Хајде, началниче, да слушнеме началниче. Па, доста чуден текст. Во почетокот малце ми беше чуден, затоа што текстот не е класичен текст, него он е од типот на абсурдна комедија, да речеме, од типот на Јонеско што пишувал, па овој другиот како беше така да Маријан Ангеловски. Не. И така да малце беше, па после моравме да преме некои измени затоа што не е класична драма, да речеме, него, али ние ја и Чорев успеаме некако заедно со другата екипа да го, што се вика, да го омекниме текстот, да го направиме помек по-жив, така го прилагодивте. Да, зашто он е одличен за читање, али за на сцена поставување малце е проблематичен, така да и режисерот наш
он има визија, тачно знае како да го направи текстот, али режија си е режија, глумата си е глума, само може да има визија како сака, ама мене ако не ми легне, не се согласувам со него и ќе мораме да се договориме, зашто јас сепак он ќе изрежира, ќе си оде, ја останувам тука, што се вика гол на сцена, публиката мора сепак мене да ме види, морам да го направам текстот, да го прифатам како мој, за да можам да ја убедам публиката во тоа што го правам, како што цел живот сум правил со сите мои улоги. Значи, јас улогата не ја преживам, ја доживам, а не ја покажувам дека играм сега. Ја вака треба да изгледа ликот тој, него тој лик сум фактички јас. И Чоре ист глумец како мене, ние никогаш не играме на показ, на покажување, туку на доживување. Така да убава соработка имаме, ги прифаќа, ми е многу драго што ги прифаќа сите мои и негови колеги идеи. И пошто имаме долго театарско искуство, јас преку 45 години, Чоре исто. Заедно само толку играме. Да, 5 години сме заедно. Двајцата. А знаете колку представи филмови сте одиграле заедно? Па јас сигурно преку 80 представи премиери изиграв, мада игравме и во другите театри, и во Команово сум играл, во Штип, во Велес, по универзална сала, во Дом на армија, во детскиот театар, така да негде околу 80 на представи. Заеднички или само? Не, како јас. Заеднички околу 50 години на сцена. На сцена заедно, игравме во заеднички представи многу таа. Да, и филмови. Па и филмови, да, али претежно јас сум повеќе телевизиски глумец него филмски, али во секој случај камера е камера. Да, театарски, така. Па театарот нормално, тоа ми базата не, мислам во театарот почнува се. Прво треба да видат како си во театар, за да те земат на друго место, нели? Така е, а вашата улога? Кажавме, Гоце е началник? Началник на Скопската полиција. Аха, добро. Али ово време, многу е битно за публиката да се каже дека действието на представата се одвива 2069. Значи, ова е футуристичка представа, така да и името е сменето више уште еднаш во представата на Македонија. Зарем пак? Па да, значи сега место Македонија се вика по некој ќе види публиката да не го откривам сега тоа. Така да знае публиката дека е действието на самата представа е 2069. Да. Да. А вашата улога, Благо? Јас имам за среќа 3 улоги, играм 3 улоги. Едната е Миле, кој што е некрофил кој што работи во полиција заедно со него. На обдукција. Да. Втората е очевидец кој што ја видел комплетно е слеп. И третата е Меса. И се вика Видан Оклевски. Видан Оклевски. Затоа е абсурдна комедија. А третата ми е Николче Касапот ја играм. И он, бидејќи телото пристигнало кај нас во касапница, така? Ама било обезглавено, па така не можевме да го откриеме кој е. Зато сите тела се фактички обезглавени, јас како началник на полицијата малце да го подраскажам што се вика. Викам како бе сите ми ги носат без глава, како не може да го идентификуваш, викам па шум бе на тој манијак, викам што се фатат за глајте, само им ги сече глајте, нека сече рака, нога, прст, палец, викам што глајте им ги сече, знаеш така. И безумен сум, многу сум изнервиран дека и доаѓа кај него телото, место телото, он вика телето е стилето заедно со другија, викам не теле, викам тело. Во еден му. Значи вие работите на случајот. Да. Нешко го викам, ако сакате младо прсти да излежи. Да. И така, мислам дека ќе биде забавна представата. Ќе се потрудиме. На 22 овој месец да јавиме, билети се уште може да се купат, има во продажба МК Tickets. So you have to hurry to buy. Така е, да, мора да се побрза бидејќи се помалку има, да, има голем интерес. Yes, a big interest in the play. I understand that because we have great actors and we have Marian Angelovski that is the director of the theater and the playwright. I think he's a real world star concerning a playwright. He's as good or sometimes even better than UNESCO.
So I think you have a very good export material in Macedonia in culture. And those two, they are incredibly good to work with. Incredibly. I mean, like Gotze said, they have their years on stage, but still they are so fresh in mind, and we have a good cooperation, I think. We understand each other very well. Yeah. And there is no real conflicts or contra. We are like working on it in a very good atmosphere, I think. We have fun. Така тој кажа дека се забавуваат и многу му се допаѓа кога се работува со Благој и со Гоце. Исто така и сценариото на Марија навистина му се допаднало, едно од најдобрите кои што ги видел досега, и многу интересно да се работи и на сцена и позади, бидејќи навистина се смеат низ сите оние подготовки. Па сега ќе го прашам и кои анекдоти ги памети од подготовките? Some anecdotes, some funny moments, can you reveal to us? Yes, I can tell you one, the most important, because I'm telling that I'm working with the two best actors in the world. So I'm working with Al Pacino and Robert De Niro. Look-alike. Yeah. And I always ask them, can I be your Scorsese? Yes. We can call you like that if you want to. Yeah, but it's up to them if they let me. And we have fun because, you know, like Al Pacino and Robert De Niro, they are arguing about who is better and who is funnier and who has made more, and it's so funny. And it makes it's a good way to work, I think, to have this kind of light moments. Да, комично е тоа што ги споредува со Ал Пачино и Роберт Де Ниро и нивните конфликти, караници. Представата ме спомнуваат, викам на штоличам на таа службеничката кај мене, она вика исти вика Ал Пачино, викам, да, не ме викаат, од мал ме викаат Мал Пачино. Зашто сум... Анекдоти вие исто така некои кои би можеле да одвоите, бидејќи знам дека со вас е секогаш интересно и позади сцената и на сцена кога се подготвувате. Па цело време има анекдоти. Луѓето така ве знаат едноставно. Мене ми е второ работење со режисер од Полска. Ама Гжегош ми е како брат. Толку сме блиски. Да. Од првиот момент станавме многу блиски. Таков е. И како режисер, он нема, ќе чукнам на маца, вака мораш да го правиш. Не. Во разговор ние стигнуваме до ликовите, баш како што ги... И како што е напишано, и му додаваме нешто од нашиот карактер. Thank you for that. Hvala. Останатите актери во какви се ликови ќе бидат, какви се улоги имаат? The other actors and the other characters. What can we tell about them without not telling too much about the play? We have a fanatic terrorist that Maria Lazarova is playing. We have Gotze's friend from his youth, and that's Yasmin Rahmani. And we have also a very nice and beautiful transvestite. Kirin Trajkovski. And we have Ivana that are also playing a couple of roles. One of them is a crazy reporter. I'm not telling you crazy. Crazy reporter. Yeah. So we have a very funny comedy. And I must add to this, Gotze told, I must tell you, I couldn't a word of Macedonian when I came here, but Polish and Macedonian are very alike. And when I have learned the melody, I understand very much of Macedonian. I still can't speak, but I think it will come. Така тој кажа дека доста сличности имаат полскиот и македонскиот јазик и веќе доста го разбира македонскиот, а ни откри малку и околу другите улоги. Значи имаме травестит, луда новинарка, актер од младоста. Да. Актер, кој што е пријател од младоста. Да, репортерката ја кажавме. Полициски службеник, овој кажи го. Јасмин. Полициски службеник. Терорист. Terrorist. Так. So it's a crazy mix. But I must tell you, from these absurd elements,
Marian have managed to make a very good comedy, but it's not empty. It's not just laugh. It tells us a lot about universal truth about life. Hate, love, corruption, nepotism, wrong understood political correctness. So it's a very actual play for everywhere. You can play it everywhere in Europe, and it will tell a lot about the country or the world we are living in. Така. Како што кажа и Гжежош, навистина се актуелни темите во представата, може секаде да се игра низ Европа, во светот, затоа што темите се корупција, љубов, омраза и сите оние проблеми во општеството, политиката, кои што ги засега сите од нас. Да, па дури во 2006-2009 се уште постои. Сите се вика да искорениме корупцијата или криминал, али се уште тоа си постои, така да тоа е тешка работа е да се искорени таа, да сите ветуваат дека ќе нема, ама тешко. Кој како дојде, да. Дали токму ова ви се допадна најмногу во сценариото? Дали има нешто што би издвоиле како најубав момент, како нешто што навистина ви лежи вам од сценариото на Марија? Цел текст е добро. Не, цел. За се е добро. Најмногу режијата. Добро. Ние сите станавме едно. Како почнавме да работиме, јас сум многу среќен што со мојот колега од 50 години веќе работиме уште тука. Печаја се ќе поработиме, па после ќе видиме. Така, има време. Има време. Како се вели, актер во пензија нема, не постои актер во пензија. Ние сме како генералите, они фиктивно одат во пензија, всушност не се во пензија. Ние сме на тој ран како генерали, а и така да сме во пензија де јуре, а де факто не. Не се чувствувате така? Па не, тама работа, мислам. Ете, јас сум у пензија и тоа давно, така да... Колку сме млади, овде ке имате ова клупа најмлади. In the mind, they're like very young, and I think it's a unique chance to see Al Pacino and Robert De Niro together on scene. Да, како што спомни претходно дека е навистина големо задоволство да се видат заедно Ал Пачино и Роберт Де Ниро, односно нашите актери тука во студиото, а исто така вели дека имаат младешки дух, дека навистина се однесуваат како млади луѓе, имаат свежи идеи, така што тоа не си заминува, тој дух е секогаш присутен кај вас. И што ни дозволува, Гжегош, да ги презентираме тие младешки идеи, тие лудости кои што ги имаме во позитивна смисла на збор. We have a common language, and that's wonderful, because, you know, I couldn't a word of Macedonian, and in the first 5 minutes, Gotze said, I can't not any other language than Macedonian. And Chora said, like, I don't understand the thing. But after 5 minutes, we were speaking all the languages of the world, and we understand each other perfectly. You didn't have any trouble understanding each other, even though you... You know, there is something that's over the borders. That's the language of the scene. It's stronger than any language in the world. And we have that in common. Since I'm working with the best actors, I can tell them a word, sometimes show them, and we understand each other perfectly. And it doesn't matter. We speak really a mix of languages. Polski, English, Makedonski, Ruski. Руски зборувате? Да, сакам да кажам за руските, викам, пошто јас англискиот ти го знам и не го знам, али рускиот релативно го знам, му викам, викам на руски, он не сака да слушне за руски ради историјата, нормално се знае Русија, у тоа време колку штета им направи на пољаците и не може да смислат рускиот јазик, а он сигурно сум дека разбере и знае руски, ама не сака воопшто да го зборува, знаеш, и така да. Ја не инсистирав, така да... Ете, сепак наишле на заеднички јазик, микс од повеќе јазици. Па не можам со сила да го терам човекот кога знам дека однатре не може да не му дава душа, што се вика, затоа што стварно грешките што ги направи Советскиот Сојуз према Полска се огромни, мислам, тоа
како што кажа и Жегош дека зборувале на полски, на англиски, на македонски На полски најмалце. и дека имале Мови. да, добро разбирање, да, немале никаков проблем во комуникацијата. He has a good accent. Polish. Да, на полски јазик исто. Да, Зборувавте се, пробавте. They learning from me and then I'm learning from Па, them. ајде кажете ни нешто на Па јас полски. сум бил во Полска уште као младиш на 19 години со хор бевме таму, така да ми останале некои збори, знам дека мовиме по полско, значи дали зборуваш по полски, нели да. И така некои Што робиш? Да, што робиш, што работиш и така натаму, знаеш. Кохамче. Кохамче. Кухамче, The what most is that? important. Пошто знам да не... Те сакам. Те са. Кохам те, да. Ја има многу смешно, кога ќе го прашаш полјакот, кажи ми 6666, молим те, кажи го на полски. 666. 6666. 6666. You understand everything. I We'll can try after the show. На Ќе времето се тоа ми обидеме беше по многу смешно, само запомнивме. а кај не се почисто, 6660, али он е 6666, така да... Да, потешко ни е да го расчлениме, да го раздвоиме. Кај не се тоа ново, да. Во секој случај многу сме блиски и како народи. По И менталитет? историски, ако сакате, ментални се. душа. А дури и бившата химна на нашата Да, беше на Југославија. беше е под 99% иста со химната на не знам колку знае на Југославија. на Југославија, На химната и Југославија полска беше, се буквално 98% се истих по мелодија. Браво, да. Exact. Ете некои сличности. Кажавте двајцата дека 50 години веќе играте заедно, а колку време немате играно заедно? Од кога? Мај. Кога отиде во пензија, ти кога отиде? Па ја отидов пред 7 години, ја отидов да. на 67 години во пензија, не на 64. И да, мене да рече... Последно игравме во чија си? Така ли беше? Да. Последно Тоа ви беше последне, па чија си ја гледав во Ама драмска. не во втората представа, не е првата со Игор Џамбас. Не, не. Да. Ви пред некаде 10 години. Липчо Георгиев режија. Да, ја гледав. Битола. Во драмски, да. Епа, тамо играме заедно. Епа, значи тоа ви е последно, да. А мене ми е вече откако сум пензионирал, пошто ја не сега повеќе дира, зашто сум преигран, што се вика, знаеш. И прва представа ми е откако сум пензионирал да играм театарска представа, али као да Не си престанал? Не, сосеме нормално. Пошто тоа останува во душата ми само во акторот, од типот на актер како што сум ја, така да не беше още проблем да се вклопам и да продолжам со тоа што најдобро го знам во животот. Така е. Секоја чест ве чекаме да ве видиме. А би го прашала и режисерот дали повторно планира некои проекти во Македонија. Do you plan some future projects again Yes, here I'm in planning to move Macedonia? here already. No, really, I have some. We have already talked with Marianne because we feel so good together. So after this show, when we have played it out, we're planning to make another one. And I must tell you that there have been other theaters that have been in contact with me. Really? And I'm hoping to maybe appear here sooner than you think. Great. Така што кажа дека планира во иднина повторно да прави представи во Македонија и веќе бил во контакт со некои театри, така што едва чекаме да ве видиме повторно тука во Македонија. Thank you very much. Ви благодарам за гостувањето. Па да се видиме повторно. Тука сме за нешто ново. Thank you, Иван. Ще направим премиера. Dziękujem bardzo. Dziękujemy bardzo. Chwala mi mnogo. Фала многу. Благодариме многу. I zapraszamy, we invite to the premiere. Thank you very much. Thank you. It was nice to meet И you. ние те благодариме што не покани, што ви кажавме на публиката во краткицата зашто и како се работи, за детално нека поволат, нека ја видат представата, па нека пресудат они дали е добро или не е смешно или не е смешно, мислам дека Ќе биде сигурно, ќе биде верувам. смешно. 22 октомври, 20 часот, Филхармонија. Така, ете ги деталите за сите оние што сакат или да И купат карти. картите онлайн. На МК Tickets. Да, на И МК во Tickets. книжарите, да речеме. Facebook. Да. Да, ете сега ги знаат деталите, па може да купат доколку се уште има, бидејќи брзо се продаваат, има сега голем види интерес. 800 и кусор места има Филхармонијата, така да се надевам дека има уште карти, мислам. Да. Има уште 7 дена до премиера, така да
Така, ви благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме како и секогаш со музика за самиот крај. Ќе се подсетиме на песната Темно е од незаменливите, единствените ДНК, така што секогаш тие ќе останат запаметени и никогаш нема да ги заборавиме. Слава им!